Одземањето со премин можеме да го направиме на два начини. Да го разложиме намалителот и да одземаме од двоцифрениот број, и тоа најпрво единиците, а потоа да ја раситнеме и десетката, или да го разложиме намаленикот и да одземаме од полната десетка. И двата начини ќе ги објасниме во ова видео, а вие изберете го оној што ви е полесен и подобро го разбирате. Нашата училница. За да го објасниме одземањето со премин, во кое ќе го разложуваме намалителот, како пример ќе ја земеме разликата меѓу броевите 14 и 5. Бројот 14 е составен од една десетка и 4 единици. Од него треба да одземеме 5 единици, но бидејќи кај единиците немаме доволно единици за да го извршиме одземањето, потребно е да ја раситнеме десетката, од неа да земеме уште една единица, која ќе ја додадеме на овие 4, за да станат 5. А она што ќе ни остане кај раситнатата десетка, тоа е разликата помеѓу броевите 14 и 5, а тоа се 9 единици. А сега да го запишеме одземањето на броевите 14 и 5. Со 4 единици од бројот 5 ќе ги одземеме овие 4 единици од двоцифрениот број, за да ни остане полна десетка. Од полната десетка останува уште да ја одземеме оваа една единица, што ни остана кај бројот 5, или 10 минус 1 е еднакво на 9. За да го објасниме одземањето со премин, во кое ќе го разложуваме намаленикот, како пример ќе ја земеме разликата на броевите 12 и 8. Бројот 12 е составен од една десетка и 2 единици, и од него треба да одземеме 8 единици. Бидејќи бројот 8 е многу поблиску до полната десетка, и ја раситнуваме десетката и од неа ги одземаме 8 единици. Од десетката ќе ни останат 2 единици, кои ќе ги собереме заедно со единиците од бројот 12, и на тој начин ќе ја добиеме разликата на броевите 12 и 8 еднакво на 4. А сега да го запишеме одземањето на броевите 12 и 8. Бидејќи бројот 8 е многу поблиску до полната десетка отколку до единиците, ќе го разложиме намаленикот на полна десетка и двете единици што ги имаме на местото од единиците. Од полната десетка ќе го одземеме бројот 8 и ќе добиеме разлика 2, а таа разлика ќе ја собереме со овие две единици што ни остана од бројот 12. На тој начин, кога ќе ги собереме единиците, ќе ја добиеме разликата на двата броеви. Како ќе одлучиме дали да го раситнеме намаленикот или намалителот? Тоа ќе го направиме преку споредување на намалителот и намаленикот. Доколку намалителот е поблиску до единиците од двоцифрениот број, како во примерот, каде што разликата меѓу единиците е 1, тогаш пологично е да го раситнеме намалителот, а доколку намалителот е поблиску до полната десетка од бројот, како што е тука во примерот, полесно ќе пресметаме ако ја раситнеме полната десетка и од неа ги одземеме бараните единици. Но нема да биде погрешно ако избереме само еден од начините и на тој начин ги решаваме сите задачи со одземање со премин. Важно е начинот што сме го избрале да го разбираме за да можеме да пресметуваме усно без да пишуваме.
И доколку сакате да го повторите и утврдите ова што го учевме денес, испечатете го листот на линкот во описот на видеото.